Екипата на телевизија Морис кини се со намера за оваа прилика да го посети Ново село. Како забележителен знак дека во непосредна близина се најдува село, ќе ја забележите Берџиската пумпа. Веднаш зад октана се протега огромната сала, подобро речено работна хала или погон на Охридска слобода. Тука и се скршнува дејсно за Ново село. Нашиот домаќин и водач господинот Ристески Ѓоко имаше намера само да не остави во селото и пак во облик на патници на мерници сами овие вредности да ги откриваме. Отејќи по податокот зошто Ново село, веднаш не наведена помислата, значи постоело и старо село. Подоцна ќе дознаеме дека старото село всушност се викало Тушин. Сега старото село се нарекува Пусти куќи. А била прилика, подобро речено неприлика, кога чумата, тифус или некоја зла болест го искоренила до последниот човек селото Тушин. И со право новоселани викаат, тоа се пусти куќи, иако денес без остаток на темелите. Како и да е во Ново село, ќе затекнеме 20 семејства со 30 жители. На прв поглед, скромно село, барем кога е народот во прашање. Иако првите видувања укажува дека станува збор за релативно богато село. Ако ништо повеќе, барем судејќи по големата складирана количина на сточна храна. Како се чини како да го поминуваме новоселското сред село? За нас, занемлив податок, селската чешма ја нема. Подоцна ќе дознаеме и зошто. Во Ново село нема ниту една продавница. Елемент што на некој начин пак го обележува секое сред село. Истото како по некое правило од селата во Дебарца пак е распределено лево и десно по една единствена селска улица. Затоа пак продолжението води на прв поглед во бесконачното поле, кое ветува многу. Колку е денес вредно и исто така ќе забележите нешто подоцна. Таму некаде во далечина се забележува селото Белчишт, инаку во моментов општински центар, при што и селото Ново село е дел од оваа општина. Нашите видувања веќе ви се познати. Како намерно да ги бираме старите објекти, не оние што се делимично срушени или сравнети со земјата, туку објекти кои што се уште се добро држејќи на сопствените темели, а во нив го бараме и највредното. Селската архитектура и начинот на живење на новоселени. И затоа новите елементи во облик на новоградба малку ќе бидат занимливи за нашата камера. Еве како изгледа едно селско двориште сликано во Ново село. Се разбира, некогашната куќа сега изигува подобро речено складиште за сточна храна.
Како да ги промениле функциите, некогаш од десната страна објектот доликувал и изигрувал на некој начин сточен обор. Денес е поинаку. Механизирано е без малку секој семејство. Тоа викаате единствениот начин да се опстане во ново село. Постои дом на местната заедница, некогашна продавница. Во продолжение на овој објект, созидан е нов, кој што требало да им послужи на младите новоселани. Но по некоја игра на случајност или можеби поради немање финансии, објектот не е завршен во целост. Се разбира, бил добро испланиран. Во моментов ја посматраме големата сала, каде што младите понекогаш можеби ќе завртеа и некој новоселски валцер. Но се сомневаме дека ќе бидат со таа среќа. Во споредба со старата продавница, сегашното селиште на местната заедница, каде пристапот на младите засега им е забранет. Сето тоа сега се можеби и укажува на некоја скромност на живеење на новоселани, но не до таа мерка за спомнатите да бидат гладни. Ново село е всушност богато село. Посматрајќи ги старите објекти, дојдовме до заклучок дека овде куќите како да не и припаѓаат на охридската архитектура. Приоритет се дадени на широките одаи наместо истурените чардаци. Се разбира, стариот стил на градење на куќи во ново село задржано и денес, нешто за пример подоцна, ќе забележите нов објект, али работен по стара традиција. Тоа веќе ни укажа на некој начин дека го најдовме селото од традиција наречено ново село. Селската домашна фурна е присутна безмалку пред секој семејство. Ево уште неколку елементи што ќе го открие семејството и начинот на живење на истото денес. Земјоделските алатки се чуваат љубоморно, ако е потребно дури ќе бидат и завиткани, подобро отколку домаќинот во сопствениот кревет. Се што е вредно во ново село се чува. Забележувајќи го и домашното обезбедување од 2 4-ножни животни верни на сопствениот домаќин. Овде е каменот доминантен за зидање на куќи. И фалам на Господа, како викаат, новоселани го има. Черпичот е ретка прилика и во главно се користи за споредни објекти. А во овој случај, почетните темели на еден кош за сушење пченка, наречен гаждере или можеби плевна.
Како и да е, Ново село е преубаво село. Сместено е во рамничарскиот дел, под планинскиот масив Славе и Краорма. А тука и можноста да преживее толку грла од сточен добиток, како и останатите жители кои, ете, не оскудеваат во ништо. Во Ново село најголем проблем е водата. Ново село е село без водовод. И затоа чешмите со импровизирано поилиште, подобро речено пумпи кои што рачно излекуваат вода од длабоките бунари, присатни се пред секој семејство. Не да е скромно Ново село со водата. Го има и тоа извор до извор. Но како викаат жителите од ово село, потребна е инвестиција со пумпи да се исфрли водата до одредена височина, а после тоа преку резервоар да се вметне во селската мрежа, која дори тек треба да се изгради. Асфалтиран е патот до Ново село. Поседуваат електрична енергија и телефонски врски. Ко се спомнат проблемите од инфраструктурата, тогаш во гро план е водата. Еве еден од новите објекти кој што наскоро треба да доликува на вистинска палата, но пак со задржана традиција. Неизмерно големи и широки одаи. Екипата на телевизија Морис веднаш покажа интереси за духовниот живот на Ново село. Ни рекоа во непосредна близина на селото се најдува црквата Света Богородица. Инсистиравме да ја посетиме. На самиот приод, бетонски обликуван влез, здање кој што пак на некој начин укажува на добра организираност и вредни раци на новоселани кога е во прашање духовниот живот. Приближувајќи се према храмот Света Богородица, што нешто подоцна и ќе успееме да го видиме и од натрешната страна, помалку предизвика и чудење зошто во ова толку старо и давнешно село има малку гробишта. Обичајот во фамилиарен гроб да се погребуваат сите членови од одредена фамилија не дозволува ширење на селските гробишта. Викаат, овде гробиштата можат на прсти да се избројат. Али затоа пак обичајот не дозволува отварање на стар гроб ако е помлад од 7 години. На крајот од краиштата новоселани се вечни жители на сопственото село со долг просек на живење. Ние им посакавме што помалку објекти од ваков облик да се најдат во непосредна близина на црквата Света Богородица. Што ете во прилика сне да ја видиме и во натрешната страна.
Благодарение на помладите заангажирани луѓе за одржување на храмот Света Богородица, овде вреди да се издвои господинот Прензорски Милан, што нешто подоцна и ќе биде забележан. И благодарение на нивниот труд, црквата Света Богородица, како тек сега да го доживува собствениот развој и одржување. Поинаку речено се она што недостасувало, а не смеело да се вгради во последните 70 до 80 години, Новоселани тоа го чинат денес. Вложуваат собствени средства, ја заштитуваат и ја обновуваат. Истата е изградена во 1928 година и како рекоа Новоселани на некогашната стара црква Света Богородица, и тоа до на време кога постоело старото село, односно населбата Тушин, наречена Пусти куќи. Во состав на храмот Света Богородица постои и црковна трапезарија. Како рекоа, се уште кујната не е средена, зашто сите овие работи се работени во последните 3 до 4 години. Но Новоселани не се многу загрижени, викаат започнатото на време ќе биде завршено. И овде е наметнат проблемот со селската вода. Поставена е во непосредна близина вообичаена пумпа, односно бунар, и истата се активира само во случај на селски собир. Старата камбана, наречена Чукало, се уште се чува над зидот од црквата Света Богородица, но не е во функција. Новоселани изградија камбана, подобро речено камбанерија, која не е многу голема, но ако затреба далеко се слуша. Нас главна слава ни е Света Богородица. И тука се збираме нормално како христијани. И тоа, како да го речам, како традиција нема никога да згасне. Да, нема да згасне. А исто на Великден, Божик, Дуовден, тие празници се главни и цело население се збират тука. Следејќи ја собствената интуиција, господјата Димовска Ристана, како да ги дешифрирала старите темели на црквата Света Петка, и ете денес на прагот се да ја воздигнат повторно. Нешто подоцна и ќе присуствуваме на чинот на осветување на темелите на Света Петка. Таму во заградениот простор каде што се трите свети води, недалечна, средочна и петочна вода. Викаат дури овие свети води имаат лековито дејство. Водата е изворска и воопшто не пречи со истата да се измиете или евентуално да ја изгасите собствената жејта. Многобројните извори во Ново село дозволуваат дел од широкото Новоселско поле да го престорат во мочварна површина. Уште повеќе спомнатото поле да го збогатат со влага и да го приспособат да роди.
Пред да се вратиме пред храмот Света Петка, погледајте го уште овој објект, кој што некогаш представувало и првото училиште во Ново село. Овде ни раскажуваше господинот Прензорски Милан дека всушност писменоста ја добил во оваа зграда. Подоцна селското училиште се најдовело во железничките згради, таму каде што поминувал познатиот воз Чире. Тоа е приказната за писмениот живот на новоселани, кој што денес, ете, повеќе и го нема. Односно, младите новоселани се школуваат во град. Покрај многобројните куќи доста забележавме куќи под катинар, од таков вид и ова. Останати се старите елементи од некогашното семејство. Гаждерето, кое е сега потпуно празно, домашниот бунар, кој што од поодамна не е отворен, ниту пак од истиот земена ни капка вода. Со каква ли упорност ова маче го очекува својот домаќин, може би ќе наврати еднаш седмично. Нешто како куќето на железничката станица. Постојат повеќе објекти во Ново село од ваков карактер. Единствено кога мостот преку легендарната Сатеска би бил во подобра форма, може би и новоселани побрзо би се враќале. Покрај водата уште една стара болка на новоселани. Лош приод према селото. Сакам да ја прашам нешто, господин Алексовски. Зошто Ново село? Зошто Ново село сред Бебарца? Зарем не можеше да биде Старо село? Види, тука седеле за време Турската империја бегови. И кога почнале да се повлекуваат турциве и почнале да се населуваат. И тука го завикале Ново село. И во катастар, во едно, во друго и во се постават Ново село и потоа. Значи Ново село во суштина е Старо село. Да. Дали му го знаете потеклото? Од каде е населено селото Ново село? Па Ново село е населено скоро од цела Горна и Долна и Средна Дебрца. Може да ви кажам и селава. Со задоволство ја слушаме. Тука има и од Врбјани, од Сливово, од Рбину, од Лактиње, од Годивје, од Црвена вода, од Ботун, од Белчишта и направено е ново село. Едно село, заедничко ново село. А што ги привлече? Добрата географска положба ли? Ги привлекло тоа што тие биле некои скоро бедни многу луѓе, а некои појаки со пара и имот, а овдека било се бегоско. Земјиште од бегоите го работеле и иделе из Полчи. Некои работи за кугу за лебот. И така иделе овдека, бегоите продавале земја и тие купвеле и така се населувале. Колку се обработувало новоселското поле порано, колку се обработува денес? Па скоро, порано се обработуваше скоро цело поле. А сега, скоро, како да ти речам, една од половина помалу. Не се работи. Луѓето одбегнаја, после се стари луѓе останаја, второ, скапо водна, не вади никој ни јонџа, ни ченка, ни едно и друго, и решено како послабо луѓе има. Некогаш се населило ново село, но дојде времето истото да се исели. Забележувам, селото е празно. Каде се луѓето од ново село? Па има Охрид појќе, некој има во странство, некој се во Скопје, раскитани по Македонија, по ван Македонија.
Ние се интересираме, господин Алексовски, за духовниот живот во секое македонско село. Ете, бевме во прилика да го посетиме храмот или црквата Света Богородица, но вие се подготвувате да изградите уште една црква, наречена Света Петка. Света Петка. Зошто баш денес? Види, ќерка ми, уште момиче од 14 години, почна нешто да го мачи. На полноќ разбуди се и седи в кревет. Му велим, зошто не спиеш? Па вика, не можам, ми се плаче. Не кажуваше ништо, само замислен да стои. И после 2-3 години кажа, рече, вака. Ми идат, вика, луѓе од природа, стар човек, вика, со брада, дојде, јас се најдов тука кај Кленчинава. И ми рече, дали гледаш Кленчина, овие се лекоити Кленчина. И овие, рече, сгора, патот кај што е сгора, стоја, рече, 3 девојки. Ене, и гледаш оние 3, оние се сине 3 сестри, и 3 сестри, 3 Кленчина. Ова е неделечно, ова е средочно, ова е петочно. И сега должни сме ние да ти кажеме дека ти ќе градиш овдека црквиче и ќе заградиш и Војчево и ќе кажеш секому дека се овие лекој ти води. Ја рече одбивав. Не можев. Втора вечер, трета вечер, истото пак се сонна. Станва и не можев да смија. И рече, како не пристанвиш? Не пристанви, рече, ме опали шамар. И вика, ти нема да трошиш, ќе троши народ. И ајде, рече со мене. Излеговне на црквава овде. И колку што го глас држи, вика тој, народе, слушајте, ова е, немојте да одите за било зошто некој работи што не се за лекар, а одите таму. Одите на Кленчина, намиете се таа лекојта вода од старо време, осајано уште од Исуса Христа. И ќе добиете здравје едно друго све и дајте помош кој колку што сака. И ја му веле пак, ја не може сама. И викат, ќе ти помогни и Австралија, и Америка, Канада, едно друго. И стварно истото се деси, досега имат скоро над 1500 до 2000 марки од странство дојдени. Наши луѓе што ошли или од блиски села, а разбрале што и праќа, кој 50, кој 100, кој 150 долари, марки, долари, како било, дивизи. И по тоа се реши да ни кажат нас, како родители, и дојдовме во местнава заедница, баравме документ, и за да има, да може по селава да збире парите, не рече некој ги зема пари, мами, едно друго, ево документ, ето кај ќе биде црквата и така, местната заедница тоа ни го даде и се потоа со слика и крс, едно друго и така и ги пиши во дневник, во книга, кој, од каде, колку дал, како помогнал, што помогнал, свето се пиши. И решивме сега да го бетонираме, да и клајме темелите во неделя, бетон и нешто после покасно што ќе го собериме, ќе бараме од фабрики за враќе, за бенчери, кој како ќе може да помогне. Има доста работи што не ни стигаат овдека, што како порано ние сме сега нови примени во местна заедница, досега имаше друга пастора генерација што биле. Ние сме денеска примени, али има доста недостатоци што не стигаат овдека. Пример како селово наше е многу западнато и загрозено, може да рече, сами може да видите дека асфалтот како асфалт што имаме најпрвобитно што е, ние сме најзападнати во Сева Македонија, може да рече, или Дебрца наша. Ево дека видите какви се загрозени денеска пред мојот двориште. Асфалт го поставија тука, имаме поставено барања и сега прво имаше асфалт, на асфалт се фрлело некаде по селава, додатно Белчишта, Ботун, Песочен. За нас, не сме за ова и Белчишта, општинава, не поведува рачуни, касно разбралне. Отидовме да бараме, викат касно е, за ова година немаат начин да се направи тоа. Друго, мостот, ние сме најзагрозени овдека, мостот не е само од Новосело, во Новосело е, али не е за Новосело само, тој е можда за цела Дебрца. Никој не води рачун од него, ќе парни, ќе не можеме да префрлиме од овдека натаму, преку рекана. Не води рачун никој се, дали води, не води важно, ние мост немаме. Оној што е и тој ќе допарни тоа. Ако фатите некоја река да постепи проблема во оваа година, ќе го изгубиме и тој што е. Покрај толку извори немате водовод. Во водовод немаме, се рече дека ќе добијаме водовод
нешто белчишта барала преку Пезочен, од каде не знам таму, али ја уште нема ништо мерено, знам дека поминала некој луѓе траса се мерило негде, али уште да знаеме дали ќе имат или нема, нека не знаеме. Еве господин Трајковски да книсем од самиот почеток. Ние не знаеме и немаме податок колку семејства живеат во Ново село и колку жители има. Па семејства, наше во село е мало село, али тоа село како село што е, во тоа село не живеат можда ни 20 куќи. Мислам 35 куќи е целосно. 20 куќи можда сме овде, али повеќином старците кои се, децата не се сите во Охрид, Скопје и така на работа излеземе се. Ние постарите сме сега. Со 30 на жители отприлика, нели? Отприлика со 30 на жители. Но меѓувреме и оставивме ветување да присуствуваме на осветување на темелите на црквата Света Петка. И затоа се уште сме во Ново село. За ова прилика ја посматраме железничката станица некогашна на линијата железничка Кичево-Охрид, наречен Чира. Избришани се траговите од овој популарен воз. Вие го посматрате само насипот каде што се протегала спомнатата пруга. Сега, ако некое семејство и ги искористи овие објекти, викаат се евапје, ќе поживеат ако ништо повеќе. Ден, недела, 19. октомври 1997 година. Во Ново село присутен неговото високо правостештенство, митрополитот Деварско-Кичевски господин Тимотеј. Присутен со една намера да ги освети темелите на црквата Света Петка. Денес, недела 19. октомври 1997, прекрасен ден во Ново село. На прекрасниот новоселски терен, покрај многу насобраниот народ, присутна и тешката механизација, која након простите после чинот на осветување само за неколку минути ќе ги залие вечните темели на Света Петка. И се разбира нешто подоцна треба да изгледа токму вака. Христовски ѓолко живе во Охрид и, како ни рече, не може да го заборави родното село. Како голем љубител на природните убавини од собствениот крај, во собствениот објект успеал да ни ја предочи сејата убавина од Деварца. Ја имавме таа несреќа во вашата стара и напуштена куќа да нема никој. Рекоа ќе го барате во Охрид, во Ловец. Зошто, господин Ристовски, го напуштивте селото Ново село и сте во Охрид во моментов? Јас, како дете, после служувањето на војниот рок,
и Ново село го напуштив, замина во Германија, работев во 4 години. Зедов плац на исто место кај што сме сега и направив една куќа. Ново село како село е сиромашко село, луѓето се доста честни, поштени сите се, општо земено. Екзистенција за живот и имат и немат. Па затоа јас се одлучив да останам во Охрид. Сепак близко е Охрид, на Ново село, одиме, го нагледуваме, кога одиме на лов навратуваме, да видиме куќата дали е падната или не. И така. По се изгледа слична е судбината на сите жители од Ново село. Дали подеднакво и тие се снајдуваат материјално во градиштата, односно сакаме да заклучиме дали градот нуди поголема екзистенција од селото? Не би рекол да нуди. Секој кој е дојден ваму на некој начин е снајден за опстанок, за живење, али како што терат времево сега, ќе морат поголем дел да се врати назад. Да барат екзистенција за живот само во селото. Токму овде во вашиот простор, на некој начин како да сте го доближиле селото во Охрид, фонтаните и флората и фауна која што ја сретнавме во Ново село е сместена во вашиот објект. Дали можеме да го поврземе тоа со зборот носталгија? Односно, дали вие доволно го сакате Ново село, па дури и успеавте во центарот на Охрид да го пренесете со овие убавени прилики? Тоа е родно место мое, јас кое го сакам и одам го посетувам. Па, како да ви речам, јас со мојата желба, ето имам направено убави фонтани, како дете се расправал со камен. Ко деца шетавне, се фрлавне и така. Земав бигори, овие бигори не ги имам само од моето село Носенот, него се од Македонски Брод, планините, и направив овдека едни убави фонтани. Така да, како што гледате, добри се.